Секторот за компјутерски криминал при Бирото за јавна безбедност на Министерството за внатрешни работи во изминатиот период констатираше зголемена појава на пријави за лажни наградни игри на интернет, особено на социјалната мрежа Facebook. При отварање на лажните профили се користат логото и брендот на позната компанија, со објава дека поради одреден повод се организира наградна игра со разни подароци за среќни добитници. Потоа од креаторите на лажните наградни игри им се испраќаат пораки на граѓаните дека се добитници на награда, а за нејзино подигање потребно е да ги дадат своите лични податоци и да испратат слика од нивната лична карта. Министерството за внатрешни работи, во интерес на заштита на граѓаните, на нивните лични податоци и можни злоупотреби и последици што можат да произлезат, апелираат до јавноста за посебна внимателност при споделување на лични податоци на други лица, особено преку интернет. Апелираме до граѓаните со особено внимание и одговорност да постапуваат со своите лични податоци, да не ги споделуваат и разменуваат со непознати лица, како и со лица на кои не може да им се утврди вистинскиот идентитет, велат од Министерството за внатрешни работи. Заменикот на председателот на владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции Фатмир Битики во четвртокот ја посетил и компанијата Руен Инокс Автомобиле, која доби државна финансиска подршка за инвестиции. Вице-премиерот Битики информираше дека на Руен, кој се осмели да влезе во нов инвестициски проект од скоро 110 милиони денари за производство на делови и дополнителен прибор за моторни возила, преку Законот за финансиска подршка на инвестициите во периодот 2017-2021 година, владата му исплатила над 43 милиони денари финансиска подршка. Таа е важна за развојот на компаниите, а и со тоа за целокупната економија, бидејќи на нашите компании им се помага да се поттикнат во иновации и одржлив развој, намалување на трошоците и целокупното зголемување на нивната конкурентност, со што можат да се прилагодат на промените на пазарот и да испорачуваат вредност за клиентите, истакнал вице-премиерот Битики. При тоа во Руен тој посочи дека компанијата со над 180 вработени важи за водечки европски производител на спојки, која проширува својата продажна мрежа на 5 континенти и во повеќе од 50 земји. При тоа додаде дека се води сметка и за рамномерниот регионален развој, за што посебно информираше за подршката на компаниите во источниот плански регион. Важно е да напоменам дека само во источниот плански регион во 2022 година поддржавме 57 компании, при што вкупно исплатената финансиска подршка за оваа година во 2022 е над 205 милиони денари. И ќе продолжиме и во иднина да ги поддржуваме домашните компании за внесување на иновации и поголема конкурентност на меѓународните пазари, бидејќи вака ги развиваме нив за да креираат нови работни места и ја зголемат нивната конкурентност. Управителот на Руен Инокс Автомобиле Драган Јорданов се заблагодари за поддршката на владата преку Законот за финансиска подршка на инвестициите, особено во делот за истражување и развој, преку која мерка Руен Инокс Автомобиле произведува делови за новите генерации Евро 5 и Евро 6 камиони. Викендов на патеката кон Пониква на должина од 5 км и 300 метри ќе се одржи меѓународната авторели трка, што се бодува за шампионатот на Централно-европската зона на Светската автомобилистичка федерација, како и за домашниот шампионат за ридско-брзински надпревари. Организатор е Автомобилистичката федерација на Македонија со техничка поддршка од автоклубот Перформанс од Скопје и од Сдруженијето на возачите од Кочани. На трката е најавено учество на 30 на возачи од Македонија, Србија, Црнагора, Словенија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Косово и Полска. Стартот на патеката е од локацијата над градската депонија до рамнината на регионалниот пат кон Пониква пред Шумската куќичка. Патот кон Пониква ќе биде времено затворен за сообраќај в сабота од 7 часот и 30 минути, а неофицијалниот тренинг е од 9 часот. Во истите термини, патот кон Пониква ќе биде затворен и в недела, со оглед што во 9 часот е првиот старт на трката, а вториот ќе биде половина час подоцна. Соопштувањето на резултатите и прогласувањето на победниците ќе се одржи во кругот на Сдруженијето на возачите во Кочани.
Во просториите на компанијата Руен Инокс Автомобиле се одржа акција за крводарување што се реализираше во соработка со Општинската организација на Црвен крст од Кочани. Одзивот на вработените во компанијата беше одличен, со што продолжува хуманата активност која што овде има традиција од повеќе децении. Дополнителна потврда за тоа е што на акцијата имаше и лица кои по прв пат даруваа крв. Нашата компанија како општествено одговорна компанија на ниво на Кочани како приватна компанија единствено организира крводарителни акции кои што успешно се организираат како што спомнав 2 пати годишно. И сега оваа акција беше успешна и покрај високите температури кои што се веќе неколку дена имаме во просек околу 30 на крводарителни единици кои се собираат. Ние лани со прославата на 70 годишнината од постоењето на Руен возобновивме многу работи кои што се практикувале уште од постоењето на Руен, така да и ова со договор на менаџерскиот тим начело со нашиот генерален директор Драган Јорданов. Решивме да продолжиме со традицијата за организирање на крводарителни акции и се надевам дека во иднина така и ќе биде. Крводарителската акција во Руен Инокс Автомобиле беше 11-та поред што годинава ја спроведува Општинскиот Црвен крст од Кочани. Се реализираше во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Во рамки на подготовките пред почетокот на првенството во втората фудбалска лига, фудбалерите на Осогово викендов ќе го одиграат првиот пријателски контролен надпревар. На стадионот Никола Мантов в недела ќе гостува екипата на Саса од Македонска Каменица, која исто така се подготвува за настап во новата сезона во второлигашкото друштво. Жолто-сините со тренинзи почнаа пред 10 дена, и по смената во стручниот штаб и доаѓањето на тренерот Добринко Илиевски, кондициско-тактичките вежби се одвиваат редовно на теренот во Кочани. Со оглед на краткиот период и ограничените буџетски средства, беше најавено дека не се планираат дополнителни тренинзи надвор од Кочани. Освен со Саса, се очекуваат уште неколку контролни надпревари. Почетокот на првенството во втората лига е закажан за 12 август, но засега се уште се чека на распоредот на надпреварите во есенската полусезона. Контролниот надпревар со Саса Осогово в недела ќе го игра со почеток од 17 часот и 30 минути.